Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Политиката е она што не преокупира сите во изминативе месец дена, но би рекла и 2 години. Веќе повеќе од десетина дена во собранието ги слушаме расправите од собраниската говорница на претениците. ВМРО ДПМН инсистира СДСМ да се изјасни за албанската платформа и да ја отфрли. СДСМ пак се обидува на секој начин да ја забрза работата за побрзо да се дојде до избор на претседател на собранието. Ги слушавме говорите и тоа траеше над десетина дена, но денеска се чини дека малку зовре во собранието. Токму за тоа ќе говориме вечерва што можеме да очекуваме да се случува со политичкиот аналитичар, мој гости вечера господин Александар Пандов. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам што повторно се озвавте, меѓутоа еве ситуацијата во политиката е таква, постојано имаме нешто за што ајде сега да видиме каде од овде. Секогаш има работа за политички аналитичар. Така. Нова ситуација денеска, СДСМ побара да се повикуваат на деловникот, односно дека имаат право, побара да се прескокне се изгласа претседател на собранието, нели да се прескокне целата оваа дебата во собранието што сега се случува, а има пријавено над 50 на претеници кои што сакаат да говорат на оваа тема од собраниската говорница. Има ли основ за ова да се бара прво? Па колку што јас го разбирам деловникот на собранието, а сум бил пратеник и баш го прочитав еве и пред да дојдам кај вас во студиото, таква деловничка можност нема. Има две работи кои што треба да се истакнат. Број 1, дека сега е конститутивна седница на собранието. Значи, таа е првата седница. Се уште не е комплетно легално, да речеме. После верификација на мандатите на пратениците се преминува на втората точка, а тоа е избор на комисија на како се викаше за избори и деловник. Е таа комисија. И сега се на таа точка. Не постои можност да се рипне таа точка и да се помине на трета точка. Тоа е во деловникот. И има втора работа што никогаш до сега во овие 26 години парламентарен плурализам и демократија, како што ние сега ја поимаме, да постои таква ситуација во која што сме се собрале ние одреден број на пратеници, во дадениот случај и нека сме поголем број на пратениците. И затоа што не ни одговара тоа што останатите пратеници дискутираат по некоја одредена точка, велиме, ние ја рипаме оваа точка, поминуваме на следната точка. Значи, ова го говорам вака за да гледачите не разберат што сакаат сега да направи СДС. Не ни се допаѓа некоја точка, не играме на нејзе, веќе ќе си поминеме на тоа во ситуација кога вие го раководите парламентарното мнозинство, можете што сакате да му правите во таква ситуација на опозицијата и таа опозиција воопшто да нема право на глас. И сега ние кога доаѓаме до тоа, ние нито забораваме дека борбата беше за слобода и демократија, говореа СДСМ. Мислам дека така им идеше и паролите им се движеа во тој. Да забраниш ти на пратеници во парламент, затоа што тоа што го говорат, да им го одземеш правото да го говорат, мислам дека е поголемо газење на демократијата не постои. Така. И во ситуација кога имате огромен број на илјадници и илјадници луѓе секојдневно на надвор на улици, кои што токму тоа го бараат, да се говори, односно да се ќе имаме време да зборуваме за тоа, но да се открие што крие договорот, зошто господинот Заев доби 67 подписи, дали тие пратеници на крајот на гриштата го знаат сето тоа, еве албанците учествувале па и подпишувале. Овие македонските пратеници, од тие 49 кај него, мимо него и Шекеринска еве 47. Знаат ли они што договорил Заев и Шекеринска со албанските политички партии за да му ги дадат тие 67 подписи? И го поддржуваат ли? И го поддржуваат ли тоа? Затоа што знаете како Заев да ја отфрли, Заев да ја отфрли. Било кој од тие пратеници, дали се согласува со таа тиранска платформа? Мухамед Зекири имавме можност да го слушнеме дека се согласува. Ја договорил и не ме изненадува. Предпоставувам и некои други таму има кои што се согласуваат со таа тиранска платформа. Но искрено меѓу нас кажано не верувам дека сите се согласуваат. А досега ниту еден не се одважи, не
маж, жена нека е, да излезе и да каже јас, иако сум избрана од листи на СДСМ и не знам тамо кои политички партии, ние не ја прифаќаме тиранската платформа и ние не прифаќаме прва точка во хипотетичка ситуација која би се избрал председател на собрание, прва точка да ни биде воведување на втор службен јазик албанскиот да ни биде. Сега они велат денеска на пресконференцијата која што има од собранието, господин Спасовски кажа дека они немаат ништо против да продолжи дебатата во собранието, но прво да се помине оваа точка, па после нека се дебатира до безкрај. Има ли поента дебатата од кога ќе се помине точката? Добро, тоа он како си го замислува, они претпоставувам посакуваат, имаат желба сосема другачки да се одвиваат политичките состојби, но реалноста е таа. Таму постојат писмени политичари во Македонското собрание, луѓе кои што многу години имаат поминато и во политика, и во парламент, и го разбираат и работењето на парламентот, и парламентарната демократија како таква, и деловникот. И мислам дека таква можност знаат дека не постои, видовме денес дека тоа им беше најубаво објаснато, и верувам дека и во наредните денови секаков таков обид треба да му биде јасно на господинот Оливер Спасовски дека само може да се случи во така тргнување на сила да во истиот момент народот си ги земе работите во своји раце. Значи не јас доста често одам. Се чини никој да го слуша оној народ кој што е пред собранието. Како джабе 30 кусор дена да... Тоа мислам дека голема, огромна грешка прават тие кои што се прават глуви на таа работа, не верувам дека не го слушаат. Знаете, кога пристапувам за било што да размислувам, секогаш се обидувам да се ставам од друга на страна. Искрен да ти бидам јас, ни најмалку не би сакал да бидам сега во чевлите на Заев, Шекеринска, Спасовски и Шилегов. Зошто? Затоа што онолкав број на луѓе секојдневно да ти излегува. Значи, реално, ние во Македонија тоа до сега го немаме видено. Јасно е по структурата на луѓето, пошто ги гледаме, има камери, има се, дека тие луѓе нит се дојдени за пари, нит се дојдени, како што они љубат да кажат, за сендвичи, нити за сокче, уште помалку се овци во трло некој затворени. 30 кусур дена се надвор. Така е, секојдневно одат и јас во хор секој ден ако го прашате, ќе ви кажат дека се плаши за сопствената иднина, иднината пред се на својата татковина, а нормално како жител на таа и како човек кој што цел живот го поминал, сите материјални добра, емотивни, секакви, го врзуваат за оваа држава, тие луѓе едноставно не сакаат да слушнат за таа тиранска платформа и се до оној момент додека не биде отфрлена, поготово, нека постојат, говорев претходно за дека постојат пратеници, но невозможно е да постојат раководни лица, председател на собрание, кој што нема отфрлено тиранската платформа. Тоа не може да биде. Низ историјата, и поблиска и подалечна, кога се правиш глув на оно што го бара народот, никогаш не завршува добро. Јас во една од моите изминати емисии дури поставив прашање, народот е мирен сега за сега, дали може да очекуваме ескалација, бе буквално прозвана и тоа од истакнат новинарски работник во Македонија порано, сега во пензија, дека тоа било хушкање, односно дека на некој начин се заканувал тој народ дека нема да бидеме мирни, а јас сум прејудицирала на тоа. Меѓутоа факт е дека 30 кусур дена овој народ е на улица и факт е дека никој досега не го есапи, дека работите останаа какви што беа во истиот момент, платформата е се уште актуелна. Дали е хушкање или можеби навистина треба да стравуваме дека мора малку да се слушне гласот на овој народ, барем да се види што бара? Анита, јас пред повеќе од месец дена го кажав ова сега што ќе го кажам, и воопшто не се нити плашам, нити како сака некој мене нека ме разбере. Значи нема кој народ, јас ти кажувам, дека во ситуација да тргнат така насилнички да гласаат ова или она, прв ќе бидам кој што ќе влегува во собранието. Значи нема тука што дали ово или оној.
Јас ти велам дека ќе одам. А знам такви како мене и помлади, и пожелни, и по се. На крајот на гриштата, највозрастните луѓе кои што ги сретнав, што ги имам сретнато додека одиме од влада до собрание, пошто претежно е таква маршрутата, и кога движиш, разговараш со луѓе. Дополнително ме препознава Александар Штокак. Значи, истите тие, секој еден кој што сега си пее песни, си играат на зурли, тапани, си веат знаме, сите насмејани. И јас сум таков кога ме гледаш. Не одам јас во униформа, нити со воени бои сум офарбан на лицето, нити таков ќе бидам кога би требало да се влегува во собранието, но секако сум од тие кои што, ако се тргне така, на оние можни начини како во најмала рака ете преку... Но тоа не смееме да го дозволиме, затоа што после тоа нема контрола веќе. Јас не го посакувам, Анита, но тоа е исто за луѓе. Значи, да бидеме јасни, ако така тргнат, тоа е помалиот грев што народот би влегол во собрание. Лошо е дека можеби постојат и некои други луѓе кои што пак обратно мислат и они ќе тргнат така. Во таква ситуација тоа е лошо. Каша попара. Така е. А ова што ќе, знаеш, имаме гледано веќе, ништо не ни е чудно. По светот, такви предавници како овие сега кои што се, сме ги гледале како народот ги зимаат и во контейнери ги фрлаат. Како излегуваат од парламентот, од собранието, каде се вика, го зимаат за раце, за нозе, во контейнер го фрлаат. И има некои од тие луѓе кои што се за контейнер. И што има тоа? Сме 25-6 години демократија, 25-6 години парламент, собрание. Зборот ми е дека сето тоа подразбира демократија. Анита, ништо од тоа не е невидено. Јас се надевам дека ќе проработи свест. Ако не проработи свеста кај тие кои што ја поддржуваат иранската платформа, секако дека ќе го оседат бесот на народот. Токму за свест изборувам. Се надевам дека се свесни претениците за одговорноста која што имаат сите, 120 на број, за одговорноста која што имаат пред овој македонски народ и ВМРО, ДПМН и СДСМ со нивните коалициони партнери. Ќе видиме како ќе се одвива тоа. Се надевам дека ќе имаат сенс дека не можат работите да излегуваат од контрола. Но сега се поставува прашањето, кога дојдено до овде, најголем проблем се чини е што не се поставува прашањето јасно да се разграничи. Дали оваа платформа треба да ја гледаме како платформа против македонскиот народ, против македонската унитарност, против македонска, како што се вели ВМРО ДПМН, или е ова обид на ВМРО ДПМН платформата да ја прикаже како таква за да добие поени, како што вели СДСМ. Сега се прави обид сето ова за заедничка Македонија иницијативата да се даде признак дека ова го прават за да ги спасат криминалците од ВМРО ДПМН, да не отидат во опозиција и така натака. Сме ги слушале изјавите. Нели, впрочем, од другата страна, ви разбирате зашто зборувам. Со мене збориш, така да знам. Како да разграничиме и можеме да разграничиме, народот е веќе збунет. Не ќе слушаат еден збори, друг збори друго, а се работи сепак за знаме, јазик, химна. Анита, има повеќе точки во таа тиранска платформа. Не слушнавме одговорницата, впрочем. Која што, пази, кога излезе, ја нарекува се албанска платформа, затоа што беше создадена во Тирана под покровителство и менторство на Еди Рама, беше поддржана од Хашим Тачи од Косово, нормално нашиве исто така ја имаа подпишана. Па сега ја минимизираат, не била платформа, била декларација, што и да е, како лист хартија, го имаме видено. Пишано, печатирано, подпишано. Секоја точка, дискутирани се, секоја точка, не само што се неуставни, и најреномираните професори по уставно право, и сегашни и во пензија што се, дали е Саво Климовски, дали е Тања Каракамишева, дали е било кој ценет професор од правниот факултет, дали е тоа Гордана Силјановска, дали е Ванковска, дали е било кој, ти велат дека тоа е противуставно. Еве, јас сум историчар, не разбирам право. Ама тие се луѓето. Има и такви кои велат дека е против македонска воопшто. Сега, а јас како историчар и како човек кој што ја разбира политиката, гарантирам дека тоа е, ако се тргне на реализација на таа тиранска платформа, не постои Македонија. Сега не велам дека тоа наредниот ден ќе се случи, но тоа е гарантирано, тоа е гаранција огромна дека ние Македонија онака како што ја познаваме нема да постои. Сега
постојат од нивната страна, јас сум бил и во дебати кои што ти вели, добро Александар во ред, но Скопје ќе биде. Значи Хангаров тука на ТВ Нова ќе биде. Некои луѓе тоа така го гледаат. За мене не постои пострашна работа и тоа е нешто кое што освен за собствени деца, за мајка, татко, ја не гледам нешто по свето за мене, за кое што јас сум спремен да се борам. За цела среќа такви постојат огромен број на луѓе и околу тоа јас мислам дека не, како да речам, не постои иоле човек со три чисти, кој што не тргнува од личен интерес, Анита. Пази сега, околу СДС и во СДС има луѓе кои што личниот интерес ги води. Кој се гледа министр, кој се гледа директор, кој се гледал не знам што. И личниот интерес име можеби порив, ете и на тие пратеници кои што ги говоревме. Да, тоа го прават и го поддржуваат. Но нормален човек, кој што тоа го има погледнато, му е јасно дека тоа е против Македонија. И дека таков како политички документ, тој не треба да постои. Дека човек, политичар во Република Македонија, кој што иоле се надева на некаква одговорна функција, дека тој е нормално дека не ја прифаќа таа тиранска платформа. Тоа мене не ми е јасно како човек и како новинар, затоа што оваа работа не можеше да се сокрие, се знае, еве и да не се обелодени платформата. Сега ќе се обелоденеше за 10 дена. Половина не е малку 500.000 македонци да те сметаат за предавник на состојаната држава, етикетата која што сега ја заработуваат СДСМ Зоран Заев, кои што се подписниците на албанската платформа, за половина милион македонци, директно предавници, мислам, сепак ова е и нивна земја, треба да читат овде. Дали мислите дека до тој степен да може или сепак? Знаеш што? Ние имаме во Македонија работа со храброст или лудост? Сега ќе ти кажам, повеќе пати сум го кажал како термин и имам потреба да го објаснам. Шибицар. Што е шибицар? Предпоставам ти се сеќаваш, ги имаше по Камени мост, на плоштад, автобуски станици и тоа не беше само скопска, македонска, така да речам, појава. Да, има луѓе кои што се избричени од шибицари у Барселона, ваму или онамо останале со нешто ситни бари да се пробаат. А што правеа шибицарите? Тоа е едно топче кое ви го покажуваат, 3 кутивчиња од кибриче и го вртат. Моабетот беше Дара Мара Сара, ко погоди Дару, добиче пару. Ко погоди Сару, добиче кару. Класичен шибицар е Заев. Значи, тоа се преваранти луѓе кои што те гледа во очите, лаже, воопшто нема проблем со тоа. Но лидер на опозиција. И пред малку тоа ти го говорев. Кога ги размислувам нештата, и од едната и од другата страна се поставува. И сега, за мене лично, не постои поголема навреда од човек да ме лаже. И не е важно во што ме лаже. Дали ме лаже за пари, дали за работа, за љубов, за политика, за било што, кога ќе ми излаже човек, зошто? Затоа што или мисли дека сум неписмен и неинформиран, па затоа што не знам по тоа прашање, он може мене да ми раскажува. Синки, сега не постои Google, разни начини како ти да провериш таа информација. И втора работа, мислиш дека сум глуп. Па затоа што сум глуп, можеш да ме лажеш. Сега, политичката програма, значи понудата на политичката партија према граѓаните е еден вид договор. Политичарите нудат една работа на граѓаните, граѓаните велат во ред, го прифаќаме тој договор, еве ви го вас глас. Но и пред изборите го говорев колку бев слушнат, голем број луѓе успеа да ги излаже. И иако знаел за дека ќе има тиранска, дека ќе има вакви, и самиот он ја подотвараше таа врата. Ке те подсетам, пази, ние се утепавме од чудење што соселја он бара во Швајцарија, доди кај албанска диаспора, а што се обраќаше? Него од кај е спојот негов соселја? Сега гледаме дека тие работи, не само разговорите и се, и ова му било договорено вака да го прави. Но
го излажа македонскиот народ, Анита. И македонскиот народ, како предпоставувам и јас, не сака да биде лажен. И има и во лагите до каде човек може да оди. Претара човеков. Значи, он може би да не постои во Македонија, јас барем не слушнав политичар, кој што вели, ние не сакаме со албанците да си имаме работа, ние не сакаме со албанците да разговараме. Не можеме да го кажеме тоа, ние тука живееме сите. Така е. И тоа е докажано во Македонија, дека македонецот има демократски капацитет и сме дале како малцински права на албанците, што ги нема во светот. Не биле задоволни, сакале да се разговара, во ред. Но, нормално. Имаме сега ситуација, Анита, во која што при разговорите за договарање и за добивање на оние подписи за мандат, и Селја, и ред луѓе од ДУИ, и БЕСА, ултимативно велеа, е за нас важно да бидат прифатени сите точки од Тиранската платформа. Ултимативно. Ултимативно веле. Така. Значи, да Селја најселјачки пристапуваше, па викаше сега му е мајката да ги уценуваме. И тоа луѓето Што е во право до некаде? Се доведовме во таква ситуација. И тоа луѓето го видоа. И сега се чувствуваат излажени. Од Зоран Заев и неговите поддржувачи. Од тука луѓето сакаат нов договор сега. Еве, ворете, Заев, ја позитивно си гледал на Тиранската платформа. Излези пред гласачите, понудија да им го тој договор и на нив. Не важи правило во кое што ти можеш Тиранска платформа, која што мене не ке ми ја редефинира државата, ке ми ја подели државата, да на ваков начин ти помине. И тоа час поскоро му стане јасно на Заев и на неговите поддржувачи, час поскоро ние ќе излеземе од оваа политичка криза. Сакам да кажам, значи само на нови избори може он да добие верификација. И нормално таа Тиранска платформа ќе си добие верификација. Така, толку ги се добие гласовите, Боже останатото мој, не? е играње мајтап со народот и правење будали. Сега ги гледаш ти у парламент. Се прават будали, тотално, скроз, као ништо, не, кој тоа? Ке седнат во студио, немало Тиранска платформа. Имаме ние програма на влада. Каква програма на влада имате? Кога твоите поддржувачи велат, излегува на... Ја чита од собраниската говорница. Чита. Ја чувме. Ке се вратиме веднаш назад во студиото, видиме што ќе се случи во собранието, што е можно и можно ли е да најдат начин да го заобиколат председателот Иванов, мандатот и така натаму и да дојдат до председател на собрание. Веднаш ке се вратиме, одиме на блок реклами. Но главното нешто кое што треба да го расчистиме, не зборуваме ние сега што македонскиот народ е излажен. Во ред. Но македонскиот народ нема гласано за ова сега кое што го тера Зоран Заев. Се до тој момент, додека тој или не се откаже од таа Тиранска платформа, затоа што и понатака му стои варијанта, нели, да има малцинска влада, да го поддржи ВМРО. Значи ВМРО да помане бара или да се откаже од платформата и да оди со програмата која што ги има добиено гласовите од граѓаните на овие избори, или да остане платформата и да оди на нови избори. Така е, но граѓаните се како втор беден. На прва линија е председателот Иванов, кој што му е и уставна и законска должност да го чува суверенитетот и унитарниот карактер на Република Македонија. Ке повторам, со самото тоа што Заев поддржува таква Тиранска платформа на Еди Рама, тоа ќе биде загрозен и суверенитетот и унитарниот карактер на државата и да јас ќе направам чекор понатака, јас ви велам дека би дошло до судири и до распад на државата. Тоа претпоставувам никој во Македонија, односно најголем дел, не велам никој. Постојат, еве ги зборевме, некои во собрание ги имаме кои што и посакуваат таков развој на настаните, но има некои од оние соидине па и пишуваат, зборуваат јавно дека треба да имаме војна во Македонија, дека би било најдобро сите патриоти да загинат, дека не знам што се не. Но за цела среќа, мојот воја на секој еден нормален човек, граѓаните им е јасно што се случува, се информирани, се писмени и тие се вториот, но
за мене и главниот гарант на тоа дека во Македонија нема да имаме таква ситуација да се спроведуваат. Она што е многу симптоматично, пред да се вратиме пак во собранието и на процедурите кои се случуваат, морам да ја прашам за ваше мислење, она што е симптоматично е дека сега одеднаш повторно имаме меѓуетничка тензија, повторно војна меѓуетничка се споменува нели во ситуацијава поради платформата, а до пред 3 месеци немавме никакви меѓуетнички проблеми од Охридскиот рамковен договор па до ден денеска со мали нели ситни забелешки, нормално албанците бараат повеќе, се договара, се преговара и сега одеднаш дали сме ние Македонија буквално да се запали она искра кога треба меѓуетничкото, ајде сега треба да се запали, ајде сега ќе одиме во војна. Како немавме проблеми до пред 3 месеци, имам сега? Ани, 4 месеци се повеќе, се извинувам. Знаеш, цела оваа приказка до ова да сега стигнеме ние. Кога ќе читаме после 10-20 години, ќе имаме, еве, во даденава ситуација, јас и ти, ако го гледаме во интервју, ние сме биле на вистинската страна и ова што сме го говореле, тоа било тоа. Ние мора да се присетиме дека не дојдовме до ваква политичка криза преку ноќ. Ова е сценарио кое што е креирано можда 5-6 години поназад, затоа што ете по самиот чин од кога се прибирани тие прислушнувани разговори е од која 2008-2009 година. Така? Од 2009 мислам дека беше. Сега сме 2017. Значи тоа е долги години правена цела оваа работа. Си ја правеле они што си ја правеле, но ја доведоа ситуацијата во Македонија да се поклопат две големи работи во иста година, да имаме Брекзит, кој што драматично го менува составот и изгледот на Европската Унија и се случи победата на Трамп. Целото тоа сценарио, кое што беше водено во Македонија, беше под диригентска палка на старата администрација, која што раководеше со Вашингтон. Сега имаме нова администрација. Јас ќе те подсетам, не само како влијание Соединетите Американски држави, као најголем стратешки партнер на Република Македонија. Туку, улогата на Соединетите Американски држави во политичката слика на Македонија е најизразена преку албанците. Албанците имаат политички партии и тие за локални работи се занимаваат. Ги решаваат, претпоставувам, успешно, канализации, патишта, но кога се работи за стратешки, за правци на државата, амин добиваат од Американската амбасада. И тоа они најавно го кажуваат. Или сите лидери на политички албански партии тоа така го говорат. Во моментов нема директиви. Тие на бели не важат. Така е. И предпоставувам и на албанците, или барем на одреден број таму кои што ја разбираат политиката и кои што голем број на години се во политика, им е јасно дека е најдобро за нив да почекаат сигналите какви ќе бидат од Вашингтон. Бейли не е тој кој што ги носи сега сигналите. И мислам дека е затоа што сега гледаш Македонија не е сама по себе веќе изолиран случај. Имаме повеќе земји во регионот кои што ги зафаќа, ама тоа се некои политички кризи, но сето тоа е остатоци од онаа стара администрација. Колку што знам, во јуни треба да има средба Трамп-Путин, која што колку и сега ние да си придаваме на значение дека Трамп-Путин ќе разговара двајцата најмокни луѓе во светот за Македонија и за нас, но сите сигнали се дека тоа ќе се случи и дека тогаш ќе се знаат правците какви ќе бидат. Во тој случај, она сега за нас, па како ќе се договориме, па што ќе правиме, како ќе правиме, цела таа структура која што е платена сега за да ја поддржува СДСМ, сме ги виделе као на дневна основа како знаат да направат извртување, а тоа го правеле и албанците. Значи, денес говореле, утре
се распишуваат избори, се гледаат со Бејли, за последниве настани зборувам, го менувале својот став. Имаат американците таква убедителна моќ према нив. Од тука повторно ќе кажам, значи јас од друга страна пак сум оптимист дека за Република Македонија во тој дел ќе има релаксирање, дека ќе имаме нормализирање на работите, дека барем оние сигнали кои што се стигнати до сега, дека никој не посакува сега во Република Македонија да имаме како крајна варијанта воен судир или било каков судир, дека е добро за Република Македонија да имаме политичка стабилност и просперитет. Тоа е она кое што како крајно јас го гледам и во таква ситуација. Ако Заев се противи на таков договор, може и да не излезе на избори. Никој не му брани. Но, ако тие избори се верифицирани од Соединетите Американски држави, од Европската Унија, од Русија, од сите нормални и најмокни држави во светот, што ако Заев не излезе? Што ќе се случува сега во собранието? Еве, варијанта 1 ако се оди според деловникот и како што бараат претседниците на ВМРО ДПМН, или варијанта 2 ако оди по она што го бараат претседниците на СДСМ? Како да оди? Што да очекуваме? Како да оди И тие се повикуваат на некои членови од деловникот, се повикуваат на... Знаеш како, сега ние говориме има правила на игра, јас кога ќе дојдам во студиото, знам како треба да се однесувам, знам како треба да говорам, знам кај ми се црвените линии. Во собранието правилата на игра, кога велиме ние деловник, во тој деловник се напишани како се води седница, како е конститутивната седница, како е оваа седница, колку минути има право на збор пратеник, колку пати имаш право на реплика, на контрареплика, зашто се бара процедурално збор. Така што јас колку не дека по цел ден гледам собрание, но она колку гледав, господинот Трајко Велјановски исклучително добро си ја знае таа работа, не знам колку веќе години е он председател на собранието, и нити излегува од рамки на деловникот, нити ништо. Денеска имавме обид од страна на СДСМ да го прескокна деловникот. Тоа им беше укажано и не можат едноставно да... Значи, они можат на сила, пак сме ја виделе таа сцена 2012, мислам дека како која рипа по говорницата, кога се качува, кога седеше, како се викаше, генералниот секретар во тоа време им беше... Игор Ивановски. Така е, на председателското столче имало такви ситуации, но има обезбедување, ќе ги сврлот и готово. На крајот од денот, види, секаде си има правила на игра. Заев и СДСМ треба да знаат дека во собранието ќе си они можат да нешто што може да направат за да убрзат, ете да не се уваат за збор. Јас кратко поставам. Така е, но не може да го земат правото на останатите пратеници да говорат затоа што треба да се избере. Сега зашто е тоа така? Треба да се избере комисија, но таа комисија, составот на таа комисија, тие пратеници кои што ќе бидат го бираат председателот на собранието. Јас немам ништо лично против господинот Талат Джафери, но господинот Талат Джафери е активен поддржувач на тиранската платформа. Затоа македонскиот народ не му дал мандат на Заев и на тие пратеници да гласаат. И тоа едноставно мора да биде испочитувано. Не може мнозинскиот народ, ако еве да ги рипнеме тие, затоа што пази сега во ситуацијава, еве и меѓународната заедница. Сите изјави денеска, дали е генерален секретар на НАТО, дали е Туск, дали е било кој, велат дека македонскиот народ и македонските граѓани се тие кои што ќе одлучат, дека они сакаат брзо да се создаде влада, но не по секоја цена, дека не може да се создаде ако нема политички договор. И во таква ситуација имаме крајно ретерирање нивно, иако не ја отфрлуваат тиранската платформа, но не велат дека тоа првично беше во понеделник има влада,
следната недела ќе има влада, сега тоа не го слушаме и мислам дека нити ќе го слушнеме во едно време. Ќе нема влада, велите. Ќе има влада во оној момент кога ќе имаме избори. Сега до овој парламентарен состав, колку и да си се согласиле Заев и албанските партии, немаат мандат да прават таква тиранска влада. Тоа не се гласани од граѓаните. И тоа нема да им биде дозволено. Така. Се враќаме повторно назад во студиото, но мора да направиме уште еден рез за реклами. Повторно сме назад во студиото, при самиот крај сме на емисијата, говориме за тоа што ќе се случува во собранието. Рековте, господине Пандов, дека вие сметате дека ќе има нови избори, дека треба да има нови избори, дека ова не може да заврши со претседател на собрание со избор на нова влада. Тоа веќе го апсолвиравме. Меѓутоа, пред да се влезе во собранието, се велеше дека кога ќе се влезе во собранието, кога ќе се завршат изборите, се ќе биде во ред. Очигледно е дека не е. И тогаш СЈО играше клучна улога во тоа уште и пред изборието. Многумина го обвинуваат дека СЈО е буквално продолжена рака на СДСМ. Би сакал да ми го искоментирате и фактот што во собраниската говорница господинот Антонио Милошовски излезе пред некој ден и рече откако ме предупредија дека многу зборувам, еве го СЈО со некој вид на истрага. Не е тоа единствената истрага. Факт е дека 99,9% од истрагите кои што се отворени се против челници на ВМРО-ДПМН или блиски луѓе на... За жал. Значи, главната работа зашто беше СЈО не направена беше да се расчисти кој тоа прислушнува во Република Македонија. Тоа е главното прашање, затоа што втор пат не се случува. Воопшто не бев изненаден кога еден од учесниците призна дека тоа го правеле имал уште еден предпоставен во директен договор со Зоран Верушевски. Зоран Верушевски заврши во притвор. Имаше 6 обвинети. Прва работа, прва одлука, прв подпис, верувам, кој што освен за Кирија што направила договор Катица Јанева, беше да го ослободи од притвор Зоран Верушевски. За кое што сега да се пресетиме, за секој еден нареден обид за поднесување на обвинение бара притвор. Зоран Верушевски го ослободи од притвор, дополнително целиот случај Пуч се откажа од него. Значи, ние немаме сега случај во кој што е обвинет Зоран Верушевски, Зоран Заев, таму некој кој што Нема да ми замерите, господине Пандов, да направам една мала паралела, сепак сме во телевизија Нова. Зоран Верушевски со сите оние обвиненија кои што ги имаше против него, излезе дека е помала опасно за Република Македонија со свеникот на телевизија Нова Сејат Кучен кој што... Сега, ние Зоран Верушевски го имаме како шета по улици, како дава изјави дека сега повторно ровари низ Министерство за внатрешни работи, оние кои што му биле колеги, соработници едно друго. Сејат Кочан, за некоја дробелка во РЕК, најголем проблем излезе во Македонија, не знам што, притвори требало едно друго. Доаѓаме, зашто е тоа така? Затоа што, претпоставам, никој во Македонија нема дилема дека таа Катица Јанева е под директна диригентска палка на Зоран Заев. Има изјави во кои што Зоран Заев вели утре ќе се поднесат обвиненија, утре ден излегува Катица Јанева на пресконференција. Сите постапки кои што ги има Катица Јанева направено се доказ дека оној кој што говори против Зоран Заев, оној кој што говори против нејзе, има ли она било каква можност? А конкретниот еве случај да речеме се наоѓаме во ТВ Ново, затоа што имате покритички однос према тие две персони, имате кривична пријава сега. Сител исто имаат кривична пријава. Значи он најавува, вели телевизиите, Сител, Петка, Алфа, Нова, Дневник, мисле најголеми непријатели после ВМРО. Сега Катица Јанева испорачува. Каков доказ треба на граѓаните кога од 50 таму и кој знае колку се сега веќе вработени. Вие име по име ако ги тргнете. Внук, дете, сестра, брат, братучет, кум, не знам што се не.
Сите до еден. Прво се избрани од СДС, подоцна сите тие се вработени. Дури до колумнисти кои што до пред да бидат вработени во СЈО, отворено пишувале колумни против во тоа време владеачката ВМРО. Нити срам, нити перде си ги вработува Катица Јанева. И ја пак ќе повторам, тоа е дубло на СДС и час поскоро тоа треба да биде затворено и да се распушти тоа специјално јавно обвинителство, затоа што тоа, повторно ќе кажам, не му се допаѓа на Заев сега некој човек, не им се допаѓа сега емисијата, они сигурно бараат како да можат, дали на Пандов, дали на Ани, да направат штета. Тоа е недозволено, ние сме сепак демократска држава, да не се враќаме на тоа дека е тоа противуставно. Но како против тоа? Како против тоа? Има ли, еве се на сите врати се бара продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, сметате дека е тоа можно да се случи? Не, тоа е злочин ако се направи. Затоа што тоа е театар кој што потитно треба да се прекине. Ако политичарите кои што не можат сега да се договорат да се прекине работењето на СЈО, мислам дека за 2 месеци, негдека месец-два им истекува мандатот во им истекува време траењето и тоа е тоа. И фала Богу еднаш кога се заврши, затоа што ова е срам за правосудниот систем. Ова е, значи, као да си имате вие приватна фирма со кое што, и пазете ваму сега, каде е лошото. Еве, излегла на пресконференција, нити е за гледање, нити е за слушање женана, но имаат онолкава платена мрежа од Сорос, од USAID, од разноразни амбасади, на новинари, на медиуми, на се, и целата таа работа се расширува као да е вистина. Вас ќе ви го склопат прилогот, ако гледате вести на некоја од тие телевизии, ако гледате емисија, ќе имате представа дека луѓево се вистински кабајат, дека се вистински криви. Тоа јас пак ќе повторам, треба час поскоро да се стави крај. Во случајот морам да споменам, во случајот со собственикот на телевизија Сејат Кочан, сите медиуми одеа, овие што ги споменавте, одеа 17 милиони евра проневерени, а никој не спомена дека 17 милиони евра бил целиот тендер кој што е одработен. Тука се плати, тука се веќе ископана руда, тука се машините за кои што се знае дека се ангажирани. Тенденција е тоа е они само нека тераат така. Со секоја една пресконференција нивна, со секоја една таква нивна кампања, се поголем и поголем број на луѓе. Но штетата, господине Пандов, е веќе направена. Штетата е огромна. Штетата е огромна затоа што, знаете како еве, по трети пат ќе го повторам. Да се обиде човек, да се стави во функција на осомничен како тоа тие го прават, секако дека не е пријатна работа. Да вас во негативен контекст, во огромен број на медиуми го блатат, во негативен контекст го ставаат вашето така и тоа секако дека не е пријатна работа, но едноставно ние живееме сега во такво време, во такво општество, треба да се издржи сето тоа. Оптимист ли сте за еве за на крај дека ќе има нови избори, ќе се смири политичката ситуација? Да. Кога? Да, ви реков, мислам дека таа средба во јуни мора да помине. Мислам дека пред таа средба многу тешко дека не е било какво придвижување ќе имаме на политичката. Па септември, да, септември, октомври, негдека тука мислам дека ќе после тоа мислам дека ургентно ќе се движат работите, затоа што во секој случај тоа, ако постои договор, не може да против може, но би било многу тешко. Многу пати спевме сведоци ние граѓаните на кафе. Јас сум многу оптимист затоа што онаа бројка која што е сега на улица, повторно ќе кажам, е бројка која што не постои сила на светот која што може да ја спречи и која што може да се спротивстави на тоа. Најголемата сила за нешто да се направи е ако излезат граѓаните и дадат подршка. Но и тие 120 пратеници внатре се таму поради граѓаните. Така е, дел од нив ги излажаат тие граѓани и тие граѓани сакаат нова сега шанса. Ќе видиме како ќе се одвива цела политичка ситуација. Во никој случај, барем
не е монотона, да не речеме, постојано се менуваат работите, но да се надеваме дека ќе имаме и мир еден ден, односно дека ќе се смири и ќе знаеме на што сме. Ви благодарам многу за гостувањето во ова отворено студио. Собранието ќе видиме како ќе вози во наредните денови и што ќе се случува. Секако телевизија Нова ќе го следи одблиску. Имаме постојано јавување во живо од собранието и известуваме за се она што се случува ново. Ќе ја следиме целата политичка ситуација. Благодарам што бевте овие час со отвореното студио на телевизија Нова. Останете на оваа фреквенција, следуваат и вестите.